Почитувани представници на медиумите, почитувани земјоделци, стопанственици и граѓани. Суспензијата на исплатите на средствата од ИПАР 3 програмата поради коруптивниот скандал во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството предизвика шок, недоверба и огромна неизвестност кај илјадници македонски земјоделци и компании кориснички на овие програми. Бидејќи владата и министерството молчат и денеска, ќе објавиме колкав е импактот и колку проекти се засегнати, колкава е вредноста на инвестициите кои што се стопирани. Бројките огромни и поразителни. Со суспендирањето на ИПАР 3, блокиран е првин целиот буџет од 128 милиони евра неповратни средства. Но бидејќи досега на располагање на земјоделците во 5 повици кои што се почнати и завршени, се ставени 65 милиони евра на располагање, а заедно со кофинансирањето, кое што го обезбедуваат самите апликанти од 50%, тоа е износ од над 130 милиони евра, кои сега де факто се ставени во мирување. До сега се склучени 453 договори во вредност од 35 милиони евра, а од кои што исплатени се само 10 милиони евра. Во моментот над 180 инвестиции и проекти кои што вредат над 26 милиони евра, се директно погодени, а проекти за уште 30 милиони евра веќе се во постапка на склучување на договори во агенцијата и истите се стопирани. Тоа е вкупниот буџет од 65 милиони евра кои што се ставени на располагање. Ако на тие ги додадеме и кофинансирањето од апликантите, тоа се 130 милиони евра за модернизација на земјоделството, проекти на секаде кои што сега се ставени во мирување. Овие бројки, впрочем, ги потврди со вчерашното соопштение Министерството за финансии. И тие се поклопуваат. Зад сите овие бројки стојат луѓе, земјоделци, фирми, семејства кои вложиле се со надеж дека државата и Европа стојат позади нив. Денес тие се оставени без одговор дали и кога ќе им бидат исплатени средствата, дали и кога ќе бидат склучени договорите, дали воопшто ќе можат да продолжат со инвестиции или не. Исто така, стотици нови апликанти, кои што во овој период се подготвуваат за веќе најавените повици кои што требаше да следат до крајот на 2025 година, сега се во ќорсокат. Ова е силен удар на македонското земјоделство и истото е пред ризик од економски колапс. Програмата која што беше символ за успех, за развој и за модернизација, денес е на колена. Почитувани, потребни се решенија, потребна е итна и координирана акција. Затоа упатувам јасен повик до владата, до Министерството за земјоделство, Министерството за финансии и платежната ИПАР агенција, да го прифатат овој план за деблокада на ИПАР програмата во неколку чекори. Првин, утврдување на фактичката состојба, обемот и слабостите. Како претседател на Комисијата за земјоделство во Собранието, веќе побарав писмено детални информации за причините и обемот на оваа суспензија. Целта е јасна, да се утврди вистината, фактите и да се откријат институционалните слабости. Второ, врз база на овие наводи и извештаи, заеднички да се подготви обемен акцијски план, кој државата ќе го достави со задачи, со брзи рокови и ќе го презентира до Европската комисија. Со ваков еден план, државата ќе се обврзе да преземе и да воспостави засилени механизми на контрола, ефективни антикорупцијски мерки, кои што, впрочем, за прв пат се бараат во извештајот на Европската комисија во делот на поглавието 11 и конкретно во делот на ИПАР, и поголема транспарентност во спроведувањето на европските програми. Нашата порака до партнерите од Брисел мора да биде јасна и недвосмислена. Ова е изолиран случај, надлежните мора да постапат, секој кој што е инволвиран треба да биде санкциониран и да одговара. Време е да покажеме одговорност и решителност, бидејќи ова не е само прашање на европски фондови, ова е прашање на доверба во институциите, во системот, прашање за европската иднина.
Нека овој момент биде пресвртна точка да изградиме систем кој нема да зависи од поединци, туку од јасни правила, интегритет и отчетност. Само така ќе можеме да гарантираме дека европските средства ќе продолжат да се користат таму каде што има местото за поддршка на македонските фармери и за развој на руралните средини. Благодарам.